Почитувани граѓани, власта на Мицковски на ДПМН ги укина субвенциите на цената на струјата за домаќинствата, со што изврши уште еден удар врз џебот и стандардот на луѓето. Голем број граѓани се жалат за огромните сметки за струја кои што им се пристигнати за месец јануари и кои се значително поголеми од минатите месеци. Сумите некаде се толку многу високи што луѓето бараат начин како да ги подмират. Другите пак бараат коригирање на самите астрономски сметки. Граѓаните реагираат дека јануарските сметки за струја им се покачени за 20%, а некаде дури и за 30%. Граѓани од Прилеп, Велес, Куманово ни доставуваат сметки каде платиле неверојатни 8.000 денари за струја во месец јануари или 2.000 денари повеќе од минатиот месец. Тоа се точно 30% повеќе пари, 30% поголеми сметки. На енормно високите цени за струја се жалат и самите компании. Ова е директна последица на одлуката на владата на Мицковски за укинување на субвенциите на електрична енергија. Власта немилосрдно удара по стандардот на народот, скапотијата е на сите страни. Во време на ковид и енергетската криза, кога СДСМ беше на власт, граѓаните, училиштата, предпријатијата, болниците, сите добија ефтина електрична енергија и во ниту еден момент немаше рестрикции. Дополнително, ја вративме и ефтината тарифа на струјата. Сега, ДПМН укина буквално се и не само што покажа неспособност, туку и тотална негрижа за граѓаните. Неспособноста ја плаќа народот од свој джеп. Граѓаните не можат да врзат крај со крај. Покачени сметки за храна, покачени сметки за струја, покачени сметки за парно. Бараме власта веднаш, ама буквално веднаш, да воведе субвенции за домаќинствата и да се намалат сметките за струја на граѓаните. СДСМ, како одговорна опозиција, стои на располагање и има решение за намалување на цените на струјата. Едно од нив е интервенција во висината на данокот за додадена вредност на парно и струја. Прашање е само дали неспособната власт нашата пружена рака ќе ја прифати.